Ново издание на pogitekanti.mk, 21 поред, со мене Сашо Ордановски. И со мене Боријан Јовановски и, како што ветивме, еве, по прв пат денеска имаме и гостин. Добре дошол за гостината, ти ќе го представиш, Боријан. Гостин е Љупчо Ѓоргиевски, инаку мој колега од компаративна книжевност. Тоа му доаѓа кој најголема. Тоа значи за книжевност ќе зборуваме само денеска. За мене еден од премиерите кои има најмногу прочитано, што не е многу често во политичкиот пейсаж македонски, така што мислам дека треба да се нагласи, инаку сите знаат дека бил премиер, лидер на основач на ВМРО ДПМН, председател долги години и така натаму и така, и подпредседател во како беше функцијата кај Киро Глигоров? Председател на Киро Глигоров, да. Првиот состав. Да. Па да почнеме, ја Добре дошол за Љупчо. Да, добре најдов, еве да ви посакам добра работа, успешна работа. Веќе ги гледав вашите ова, сега како подкаст се води, така нели, така тоа е подкаст. Аудио подкаст. Гледам, тоа е веќе модерно и во соседните држави, меѓутоа и на меѓународен план, за разни теми, и политика, и економија. Па формат кој има најбрз раст во светот. Па јас веќе се фаќам дека следам многу подкасти и светски, тука локални, македонски, балкански повеќе да речеме така. И навистина има како се вика една енергија која треба да се понатаму стимулира и да се работи. Те најавив како колега од компаративна книжевност и мислам еден од најуспешните студенти дека си, многу професорите Влада Урочевиќ, 9, нешто беше просекот. Тюрчинов и така и уште Што читаш, Љупчо? Мене ми изненади на онај дуел кога го имавте, односно ја го водев, ти со Паско Кузман беше, ти извади некои податоци историски кои ме фасцинираше и гледам дека си навлегол длабоко во историјата, што значи дека ова белетристикава си ја остил на страна. За жал да ти кажем, право белетристиката веќе подолго време, иако мојата права вокација и природна вокација и нешто што сум сакал да бидам писател, нели? И нели имав некои дела на почетокот тамо. И тоа значи дека многу сум читал белетристика. Едното ја рецензирав на радио Град. Да, така гледате. Меѓутоа, така, морам да кажам дека последните 10 години, па уште повеќе последните 5-6 години, повеќе како да ми е намината таа белетристиката, неот и нема што да се прочита и во тој свет. Нели, од романи убави, поезија убава, сето тоа. Меѓутоа, најверојатно таков е и циклусот, нели, сите ние имаме некакви циклуси интелектуални на истражувања, на копања. Така што можам да кажам дека повеќе сум во сферата на практично, знаеш што ме највеќе интересира. Ме интересира сите критички мислења, можеме да ги кажеме ревизии на некои погледи во сите сфери, пред се историјата, македонска, балканска, бивша, Византија, сето тоа, антиката, и тоа не антиката во смисла на антиквазијација, невонизината пародија, туку како, нели, реална, интересна сфера, наука. Ме интересира сферата на дури на науката, светската историја, Втората светска војна, Советскиот сојуз. Значи, се она што југословенската историја посебно, иако значи многу често јас во овој интервју што ги имам се концентрираме само на македонската историја, македонско-бугарските односи. Јас мислам дека исто така можам да кажам дека сум на некој наречи експерти за југословенската историја. Тоа ме интересираат разни теми, да речеме последното вчера што ми падна беше некои теми околу таа 8 седница на ЦК, на распадот, нели, почетокот на Југославија, па разни видувања, Маспок. Има нови книги сега, нови. Па има нови видувања, знаете, тука најславна беше изјавата на председателот на либералната партија, последниот што замина за Словенија, дека ја сакам таква историја како што се учевме во средна школа. Сега тоа може да го замислите од председател на либерална партија. Вие ако погледнете, се е под ревизија. Значи, Втората светска војна е под ревизија, Советскиот сојуз, комунизмот, фашизмот, буквално се е под ревизија, под критичен начин на поглед. Науката е под ревизија. Вие гледате, значи, мене ме интересираат сите тие теми, дури некои чисто научни теми. Има
има овие физичари, научници кои оспоруваат дека сето тоа што ни го пласираат како наука за нашето спознание на Вселената и космосот е само теорија, дека нема практично докази за ништо. Имате физичари кои споруваат дека атомот не постои воопшто, дека тоа е само фикција која сеја науката во одреден, значи се благодарејќи на интернетот ние можеме да видиме најразлични критични мислења. Страшна динамика има. И мене тоа ме интересира. Значи, што е сега да бидеш статичен за една идеја? Нешто што си знаел во трета година гимназија и сега да викаш што е тоа? Тоа е интелектуалниот интерес. Да видиш што мисли, како мисли, што мисли, нели? Тоа значи дека менување мислење е всушност нормална работа. И за Па Сашо, да речем јас, знаеш, едно време, значи беше тоа како баук и вика, овој вика ги неми ставовите мислењата. Па сега кога ќе размислиш рационално, па што ако не ги минуваме ставовите мислењата, значи едно е еволуирање на мислења, друго е лутање во мислење. Лутање, да, така. А еволуцијата е сосема нормално надградување. Колку пати сум се фаќал, стојам на некоја позиција 5 години, 10 години и во одредена ситуација сваќам дека тоа не е баш така. Ова го прашувам бидејќи сега веќе кога тргнавте и со историја и така натаму. Некако Македонија заради целата состојба во последните 2-30 години, заради наследството од комунизмот се разбери и така натаму, прилично еднодимензионално ги гледа соседите. Например, ние Грција ја гледаме само низ спорот со името, а Грција е многу поважна и позначена земја со својата медитеранска позиција, кон Блискиот исток, кон Турција и така натаму, едноставно како општеството да нема капацитет да ги прошири малку. Тоа се однесува на Бугарија, тоа се однесува и на сите сфери, така е, сашто се сложувам. Ние некако се затворивме и како да не сакаме да излеземе од она што ни е кажано во бивша Југославија и ништо не сакаме да го погледнеме со други очи. Значи, и знаете што, се извинам, што е најинтересно? Ние не сакаме да ја чуеме другата позиција, вие го спомнате спорот со Грција и со ние постојано овде си ги повtaravме нашите аргументи. Како сме ние во право, сето тоа, ние не сакавме ни еден ден да ги чуеме нивните аргументи. Зошто не успева тоа? Така е сега со Бугарија и со се. Сега збори Бугарија, Грција, било што критичното мислење кај нас како да го нема. Ама апсолутно, ама јас се сложам тоа. Што може да го односно да го стимулира? Еве како премиер не сте успеале. Ние влада може ли институции да го стимулира тоа? Ама еве да погледнеме ние сега да речеме што имаме на ситуација. Ние имаме ситуација кај што серија на политичари велат дајте направете некоја реформа на историјата, дајте нови мислења, дајте нови читања. Ние имаме историчари кои се фатиле за некои позиции од пред 50 години и тука не пуштаат, држат зврсто и не влечат назад или закупуваат назад. Иако, нели, да, некој ти е лукративно или бранат лични истории, напишале 3 книги, 4 книги кај што промашиле глобални теми и сега се држат до тоа до крај. Меѓутоа, вие кој ќе погледнете самата наша да речеме историја како ја гледаме, јас можам да кажам дека ние се соочуваме со една невидена основна неграмотност на основни поими, настани, случувања, едноставно нешто што било празно во времето на Југославија и сега стои празно и понатаму. Не сакаме да го пополниме, не сакаме да го спомнеме. Никогаш не може да сатам зошто не успеавме да продискутираме во демократски околности за Венко Марковски. Уште ние срамежливо негде го мушнавме. Ти кој ќе погледнеш Венко Марковски, слушам сега дискусијата за јазикот. Не е Блаже Коневски основач или еве да го кажам кодификатор на македонскиот јазик. Венко Марковски е тој што го направил тој. Тој е тој што ги прави првите 2 книги поезија. Тој е тој што ги убедува другите македонски писатели да пишуваат на македонски јазик. Тој е тој што доаѓа, тој член на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија. Тој е политичар, нели, тој е политичар. Тој дури се фали, значи имаме 2 фалења, едно Темпо и едно од Венко Марковски и двајцата кажуваат
Јас дојдов во почетокот на 43 година, во Македонија имаше тогаш 70-80 партизани, ние од кога се појавивме нарасна движењето на не знам колку. Меѓутоа, еден се фали темпо, меѓутоа друг се фали во своите книги овој Венко Марковски. Значи човекот е инспиратор на таа борба по времето на Втората светска војна. Добро, и Блажи Коневски си има вградено во тој процес. Да, после сега во втората фаза. На јазикот е сепак на Да, во одредена фаза после тоа, значи во одредена фаза се разочарува од системот Југославија. Зошто на сето тоа критички да не се погледне? Смеам ли да отидам малку подлабоко, бидејќи се обидувам во разни форми и артикулации да проблематизирам една можеби главната состојка во македонското национално прашање, а нема поквалификуван соговорник. Дали нашиот проблем не е всушност ВМРО? Бидејќи ВМРО како движење во една историска ситуација е едно шизматично движење со многу внатрешни струи, контрструи, со левица, десница кои што се вака на најкрупно ниво поделени, и од тука натаму почнуваат сите тие има и драматични периоди, нели, со сите можни историски околности ги знаеме, ликвидации и така натаму, и се некако потоа се надоврзаа комунистите негирајќи се за да евентуално воспостават своја приказна. Меѓутоа како да се враќаме повторно на шизмите, поделбите, различни гледања во ВМ. Значи, вака, јас ниедна идеализирана слика на ништо не сакам да ја прифатам како идеализирана и гледам критично кон се. Значи, ова што го кажуваш ти, де факто е така, дека, меѓутоа и од другата страна, ВМРО е нашата единствена, нели, организација, политика, идеологија, која прво ја става на сцена автономијата на Македонија, а потоа, нели, и самостојноста на Македонија. Меѓутоа, апсолутно се сложувам дека од сето тоа произлегуваат па и сите наши контраверзи денеска. Значи, тоа е таа, како се вика, значи на нештото да гледаш комплексно од сите страни. Значи, кога зборуваме за тие контраверзи, ние треба да ги погледнеме од сите страни тие контраверзи. Еве сега да речеме во последната што не би било возможно што не било возможно. Да. Од ние не сме растени, јас сум генерација, ние сме отприлика слични. Да, точно така, не било поминавме истој критички поглед на историјата. Сега, што значи тоа? Тоа значи контраверза и на да ги гледаме и преку идеологијата, чисто како идеологија, да ги гледаме преку нивните национални видувања, а да ги гледаме ние и како да речеме како личности без идеалниот ореол. Само ќе ви кажам еден пример, можеби за некој ќе прозвучам лошо, тоа само потврдува дека јас сакам да бидам објективен кон се. Во контекст на последната дискусија околу Гоце Делчев гледаме идеализирање на ликот на Гоце Делчев и од едната и од другата страна. Во една книга објавена во Македонија, читајќи за Гоце Делчев, турските документи за Гоце Делчев, најдов на еден податок кој просто ме фрапира. Еден турски офицер пишува извештај дека во пресметката со четата на Гоце Делчев комитите, сега тој нели дава и некој национален квалификатив, сега тоа не е наша нели цел денеска, користиле дум крушуми, кои во тоа време 1901-2 биле меѓународно забранети. И до денеска се. И до денеска се забранети затоа што кога мава куршумот човекот умира во тешки болки. Во тешки болки умира. Значи пазете, тоа значи од таму го научам дека тоа е 1901 година забрането меѓународно да се користи, а четата на Гоце Делчев ги користи токму тие куршуми. Сега, ние од една страна градиме лик неидеален, или втора лик, Даме Груев. Исто така идеален борец, чесен, правдолюбив и сето тоа. Ако го отворите сајтот на Србо-македонци, има еден сајт Србо-македонци, вие ќе видите дека Даме Груев е таму најомразената личност. Тој бил шеф на комисијата во ВМРО за прогон и убиства на србоманите во Македонија. Не е непознато тоа. Сега. И сега, зошто сите тие работи да не ги гледаме? Јане Сандански, вие знаете ли дека кога умира Јане Сандански, се прави попис на неговиот имот
Значи, сега јас го знаев тој податок, сега сум го заборал. Значи, станува збор за вредност која изнесува денеска можеби 30-40 милиони долари. Добро. Знаеме дека Јане Самбравски се работувал со турците, да, нели? ама неговата идеја беше дека преку Турција ќе стигне побрзо. Да, ама не успеа тоа. Затоа што се така преживеа. Да. И сега, знаете, тоа ми е концептот. Треба да ги гледаме работите преку комплексноста на времето, на националните пропаганди и сето тоа. Бидејќи и самиот бевте на власт, ВМРО секако е и во разни изданија со разни премиери долго време и така натаму, ВМРО всушност не ги отвара овие теми. Дури ако бидам сега помалку изол да кажам да коментирам денешната ситуација, овие што отвараат клубови се ВМРО-вци, овие што ги кршат се ВМРО-вци, овие што се тепаат се ВМРО-вци, овие што тепаат се ВМРО-вци, овие што се расправаат со Софија се ВМРО-вци, овие таму други. Некако можеби е пропуштена можноста во самото ВМРО да се води таа дебата оти. Не верувам дека сега социјалдемократскиот сојуз се ги дуи на пример. Ако би дозволил се да доврзам. ВМРО е крстено ВМРО ДПМН е по ова. Љубчевство го остивате. И тоа е феноменално демократска за национално единство. И тоа од секогаш ми правило впечаток. За жал никогаш тој дел од акронимот национално единство не само што не се реализирал идеолошки, туку напротив, ВМРО некако и до ден денеска ја носи во себе само уште да завршам со поентата. На крајот доживеавте вас да ви исклучат од тебе, да те исклучат од историјата официјална ВМРО, што не гледате. Знаете кај е проблемот? Проблемот е што нашето ВМРО што го формира 90-та година имаше една цел: самостојна и независна Македонија. И таа цел мислам дека беше легитимна и до ден денеска таа цел ќе се ја бранам и се оствари. Попат, во целата таа приказна, едно време навлековме антиалбанска политика, која сметам дека била погрешна, во таа фаза тогаш почетна. Бевме носители на антијугословенство, што сметам дека било во тоа време оправдано. Сега денеска не знам колку и што е, меѓутоа тогаш беше оправдано, се сеќавате на Милошевиќ, неговата политика, аспирациите према Македонија и сето тоа. И тука требаше горе-доле некаде приказната на ВМРО да заврши. Проблемот на ова што го сега вие спомнувате и двајцата е самото име ВМРО. Нормално е во една демократија партиите да се плукаат, да се мразат, да се навредуваат, да се тепаат ако треба, нели, не со пиштоли, фигуративно. Меѓутоа проблемот е што ВМРО како име монополизира еден простор од историјата кој е надминат, целта е завршена, а па што е најинтересно, во времето на Никола Груевски тој и идеолошки скрос отиде во правец кој не може човек да го препознае, а па денеска пак на куп отиде во идеолошки правец кој човек не може да го признае. Парадоксот на сето тоа е ВМРО да го отвора. Сада сама мирно ќе го премолчеше клубот во Охрид, ако не беше ВМРО, и направи проблем за во јавност и после не се трка кој е. И на крај крајшта сега приказнато со уставот, значи тоа е да невидена ситуација, од никаков проблем да правите драма во општеството. Значи тоа се парадоксални состојби, а јас неколку пати сум кажал, значи ако некој е последен реликт на бугарската политика во Македонија е ВМРО. Самото ВМРО. Самото историско ВМРО. Антонио Милошевски се качуваше на пилин со бугарско знаме. Мислам, се како и се денеска тој му објаснува на Сарацин дека тоа не можело, мало логика. Ме интересира се вако да персонален е проблемот или е сепак идеолошко политички. Или лукративен, што е работа? Значи, Борен, јас многу пати сум го кажал. Значи, никој во овое време не бил теран да биде бугарофил или па бил наградуван да биде со тоа што ќе биде бугарофил. Мислам дека доста малку ја тераше таа политика да наградува некои луѓе, доста дивулска, ако се бугарофили, и во тој пакет, да речеме, до негде, мислам дека и Антонио што го спомнавте, и некои други денешни антибугари кои тогаш правеа. Меѓутоа, во целата таа ситуација, сега ти да се претвараш во и тоа е, значи, тоа е тоа прашање, јас што да речеме,
Значи сега кога зборуваат од Бугарија, во Македонија има константна пресија према некои што биле бугари. Значи јас си го поставувам прашањето, зошто некои луѓе кои 90 до 2000 година да речем, без некој да ги тера, во друштво, во седење, раскажувале колку ја знаат таа општа македонско-бугарска историја, а денеска се претворени во најголеми антибугари, во името на ВМРО. Лично познаваш повеќе. Многу знам. Значи, можем и да спомнам некои без проблем, нели така? Значи, не можам да ги сватам тие луѓе. Значи, што е, значи јас лично сметам дека сега нема државен проблем, Никој нема за тоа да го тепа во МВР, никој нема да му ја земе работата, нели? Значи се работи, значи за чисто лукративни причини. Значи он смета дека во политичката структура кај што се наоѓа или вака или така, тоа сега му е Што е коректно. чарето, Љупчо? Бидејќи Тоа е работа веќе на лично лицемерие. Значи тоа е веќе работа на лично Ама лицемерие. граѓаните можат ли да го препознаат тоа лично лицемерие? Сега вака, тие што сме активни во политиката ги знаеме тие работи. Меѓутоа сега што викате колку тоа кои сме активни во политиката, во новинарството, во анализите, тоа го знаеме и колку тоа е од другата страна, јас не можам да го сватам. Јас дури сега јас сум спремен личното лицемерие на некои луѓе лично да го разобличувам. What a time to be alive. да. А СДС беа тие носители на бугарофобија, јас на бугарофобија. Така е, А сега они поддржуваат како се Бугарија. Не, добро. Смеам уште едно дополнително прашање. Бидејќи за тоа јас и ти имаме различни ставови, најаве кога слушнеме. Јас бев скандализиран од изјавата на Ковачевски некни во Исланд на канцелофјорот на Советот на Европа, со кој што ја спореди Бугарија како Русија со Украина. Мислам дека тоа е една политички незрела, нетактична изјава која што не води сметка за внатрешните бугарски моменти, бидејќи формираат влада, каде што де факто се поразија националистите, излегуваат владата, таа ги силно овдека позициите на разноразни националисти до будали, за кои разговараме така натаму. Боријан вели не. Па ја, не, стварно, мислам дека треба да се повлече една црвена линија. Јас сум апсолутно за разговор со Бугарија. Мислам, ние тоа што викаат ке бугарите ова со разговорите за историјата, па ние одамна тој разговор требаше го почнеме со нив. Но види, таа црвена линија стварно треба да престанат од Бугарија со тој однос. Вие сте бугари. Мислам, просто ја слабе ова тенденција кај нас која е за диалог. Која е конструктивна. Мислам, мислам дека е регресија изјава. Да, смисла е добра, јас мене ми се допаѓа таа изјава. Гледате сега, вака јас сум критичен и према бугарската политика и према македонската политика и за разлика од многу патриоти македонски кои се силни овде во Македонија само, јас многу често настапувам и на бугарски медиуми кај што таму ги критикувам некои ставови. И мислам дека некоја еволуција на нивната омекнување на некои состојби, може би се дел од таа моја критика која ме опатила. Постои таква еволуција. Постои, како не постои? Гледате, значи, факт е дека после ветото имаше една реторика од бугарска страна која беше многу лоша, многу негативна, безобразна и тоа, значи, се обидував, меѓутоа тие беа влезени во некој филм тогаш, не знам како беше филм, патерналистички. Значи, во Бугарија мора да сватат, значи токму тоа сум го кажал, престанете со тој патернализам према Македонија. Престанете со навредувањето на чувствата на македонците. Имате агенда, сакате да заштитите некој кој се чувствува бугарин во Македонија, грижете се за него, тоа е легитимно право. Сакате да отворите некои прашања од историјата кои сметате дека се спорни, отворите ги, дискутирајте ги. Ама Бори, не тоа постојано го велам. Ние Комарковски е добро да го отвори. Ние сега зборуваме, значи ние сега кога зборуваме за промената на историјата, за реформите во историјата, зборуваме само во контекст на Бугарија. Абе не за Бугарија, ние треба да си направиме реформа за нас самите. Ние за нас самите, погледнете ги, сите нации си прават за себе.
Во Србија ќе погледнете, четничкото движење го рехабилитира, Недиш се обидува да го рехабилитира. Во Хрватска усташите се горе-доле Во рехабилитирани. моментот се води огромна ревизија на колонијализмот. На колонијализмот, Најсилните демократи запад чекај што да, направи. цел свет. Еве на британската круна им објавија документ дека не знам дедо на сега на Чарлз бил собственик на фирма за робови и го се разговара, да. Значи сите прават некакви реформи. Ние единствено сме идеалните у цел свет мајката. Нема кај нас реформа. А она што е сега тука, болно или не болно, за жал, ние имаме две ревизии што треба да ги направиме. Македонија визави Југославија, значи тоа е едно идеализирање, безкритично идеализирање на Македонија во Југославија, кои родителите го пренесуваат на децата и ти ќе сретнеш некој дете од 13 години ќе ти каже колку било во Југославија убаво. Тоа согласен. Значи, окей, имало некои вредности, меѓутоа имало и многу критички работи кои треба да се осудат. На крај краишта, само еден податок да земеме, дека разликата во економијата меѓу Македонија и Словенија беше 1:6, официјален податок од времето на Југославија, е доволно да речеме чекајте. Ама почна со 1:20. Па стигна до 1:6. Добро, на Тоа е крајот компонентата на малата идеализација на Југославија, барем кога е Македонија во прашање. Оти ние де факто рипнавме 1-2 историски периоди заради помошта и та. Тоа беше еднопартиска демократска ама тука се оди ревизијата па уште поназад. Тоа 1:20 Македонија повторно го добива па во рамките на Кралска Југославија. Да. Во рамките на Кралска Југославија. Значи, ние до ден денеска, Саше, не знаеме дека во Кралска Југославија политиката била на тотална неписменост на Косово, на албанците и на македонците. Знаеме како не знаеме. 3 гимназии, ако не се лажам, можеби 4 биле, имало во цела Македонија. Цела источна Македонија, Делчево, Берово, Кочани, ако сакале да одат децата у гимназија во Штип. Во Штип треба да одат. Лјупчо, Значи, мислам дека во Прилеп немало гимназија, требало да одат во Битола гимназија. Значи, е на тотална неписменост на ама мислам дека теза, проста маса силна држава. Тоа мислам дека дури не е ни спорно, иако се разбира дека недоволно се. Недоволно се, да. Она што мене ме интересира е следно, бидејќи сепак овие актуелни теми се сепак позначени и днината е пред нас. Со ваквата политика на Бугарија, кој што еве, таа и меѓу другото и еволуира и така натаму, меѓутоа де факто бугарите направија можеби најголемата штета што овдешната јавна дебата и сентимент повторно не турнаа кон Србија. Денеска Вучич е спомнувам политичар од Пендаровски, Ковачевски, Мицковски заедно на ова. Денеска од музика до концерти и така натаму да не е Сигурно. Сакам да кажам каква е таа кусовидост на бугарите? Зошто тоа го бидејќи мојот впечаток е дека изгубија и следната генерација. Дури и луѓе кои што не ги интересираше проблемот сега имаат став. Саша, јас ќе потсетам 10 дена пред формално да го формализираа ветото во Македонија, јас бев во една мисија на добра волја, кај што се сретнав нели со министерката за надворешни работи, со Каракачанов, тогаш беше у власта министер за одбрана беше. Да, министер за одбрана. Кабинетот на Радев ми ги даде овие сега што беа Јанев што беше премиер експертен и после овој што е сега министерот за надворешни работи. Тие беа како негови советници и се обидував токму тоа да им го кажам. Македонија сега го прави најголемиот чекор во поглед на отварањето према Бугарија. И тогаш Македонија беше спремна да ги прифати тие 5 личности, сега што после 2 години ги прифатија. Значи 2 години де факто изгуби Бугарија, трупајќи една енергија негативна без потреба. Свесни ли се во Софија сега? Па, гледате, знаете што забележувам, политичарите ретко си признаваат грешки. Тоа и на светско ниво гледам го прават. И тука па на балканско ниво уште помалку. Не сум чул дека има некои политичари кои велат дека сгрешивме со тоа што го правим. Значи, едноставно сметам дека они не требаше да го испуштат Заев, а практично они не само што го испуштат, туку и го подкопаа.
Да, Тие го придонесува за неговиот пат. Придонесува за неговиот пат. Затоа што човекот стварно имаше една енергија која тогаш можеше да ја истера Со сите контроверзи. со сите контраверзни, малку несмесно, малку повеќе од амбиција да одиме кон Европа, кон реални познавања, меѓутоа тој ја тераше позитивната агенда да према нив. И они тоа да не го прочитат после 70 години. Тоа е стварно кратковида политика. Дали не беа всушност шокирани од Преспанскиот договор? Бидејќи мислам дека им дојде како изненадување. Гледате, тоа им дојде и они сега тука се почувствуваа малку погодени, запоставени, депониран во Обединените нации со сето дефиниции. тоа. Меѓутоа, сета таа приказна они требаше да сватат дека тоа што во тоа време го нуди Заев, тоа е еден голем чекор. Ја не знам што, значи они очекуваа повеќе од тоа. На крај краишта, значи тоа беше еден процес, требаше да го гледат како еден процес кој полека ќе се развива. Добро, Лјупчо, мислам можеме за ова да разговараме, се разбира бескрино. Како се случи? Сепак си основач на ВМРО, да не е долги години председател, со сите нели контроверзии што следува, Груевски и така натаму. Како се случи ВМРО ДПМН, која што барем кога ќе се видат базични идеи, секогаш била прозападна, секогаш била, како да кажем, не се вртела кон Москва и така натаму. Како се случи да биде главниот кочничар на сите овие приказни во кои спаѓа НАТО, во кои спаѓа Европска унија, овие ситни пазарења дневни, оваа нелогична позиција и да дојде до ситуација Скобар да бара од неа да се изјасни дали е. Што се случи со партијата? Значи, саже мислам дека прво се работи за недоволно интелектуално подковани луѓе кои знаат што е дневна политика и се водат само на политиката на дневна политика. Значи тоа мислам дека го правеше многу Груевски, а за жал мислам дека сега го прави и оваа структура. И тие во името на големиот патриотизам, значи прават огромни штети на Македонија. Јас неколку пати сум спомнал. Во Букурешт имавме идеална позиција. Црвенковски председател, Никола Груевски премиер. Буш стоеше зад проектот Македонија да влезе во НАТО. Ки имавме име само за надворешна употреба. Со една додавка, цртичка, не знам што и таму кај што стоеше, како беше тоа, БРМ, како што се правевме до тогаш дека не знаеме дека се викаме БРМ, ќе се правевме и понатаму дека само сега Северна Македонија, и ќе имавме 8 години ќар, ако не и 10, со процес кој Европска мала дигресија. Понудата до тебе како премиер беше Северна или Горна Македонија уставно име или не мораше се менува уставот? Надворешно, значи преговарач, јас го задржав преговарач од стариот амбасадор од Киро Глигоров, како се више Тошевски. Го задржав. Тој ги има белешките, тој на секоја средба има белешки. Тие белешки постојат во МНР. Јас додека бев 4 години никогаш не се зборувало за внатрешна употреба, само за надворешна употреба. И тоа ерга омнес беше за што? Беше, значи, дали тие држави што не признале до тогаш со дали грците вика не сите мора да сменат, и тоа беше тогаш ерга омнес. Значи ако Русија не признала со Република Македонија, и она треба да смени. Добро, јас гледам тоа значи дека секоја следна понуда е полоша од претходната. Што значи тоа сега за оваа позиција? Бидејќи ВМРО вика не, ние кои ќе дојдеме на власт, ние ќе го решиме проблемот. Саже, прво, еве вака сега. Очигледно уставените промени кои што гледам ќе пропадат. Што е најлошото во целата приказна? Да не се смени ништо на суштински план. Најлошото ќе биде што ние ќе влеземе во лер 4 години и после 4 години на влада на ВМРО да помане, затоа што еве, можеби они ќе победат како што стојат анкетите, ќе рече бе ова мораме да го решиме. И тоаш играат на ова дека луѓето, па и сите ние памтиме кратко, нели така? И ќе речете, бе сега мораме да го решиме. И тоа некој ќе се сети, ќе рече, чекај, тоа шанса имавме пред 4 години. Како што сега се сеќаваме на Северна Македонија, дека 2008 таму, кога беше, сме имале таа шанса. Можат да го издржат притисокот, да формираат влада, да не прават уставни измени и Албанија да тргне напред во преговори, па може и Косово како знаат работите. Па ќе тргнат сите. Така е. И тука се отвара прашањето што е од таа геостратешка безбедност, на безбедносен аспект и најчувствително, како ќе реагираат албанците?
Така е, албанците секогаш се под знак прашалник како ќе реагираат. Бидејќи ако Ние- следи едно ние- статус кво, а они гледаат дека Приштина, Тирана, Ние го подценуваме тој фактор, секогаш, меѓутоа секогаш ќе имаат право на друга приказна ако ние се занимаваме. Значи, јас навистина сметам дека ова драматизирање, значи, политичарите знаат да измислат проблеми, тоа не само во Македонија, Тоа во е цел свет. фолклор. Тоа е фолклор, да. Ама вака, значи, од ваков минорен проблем, ти да направиш драма, со кој, не знам, ти имаш изјава на председателот на академијата, ако влезе бугарското малцинство во Устав, тоа ќе е распад на Македонија. Ја читам слично нешто сега, може би не сум Интерпретација, да. Имам разни изјави. Да. Човекот, што збор? Викам, Мислиш, има шанса да им биде председател? Па најверојатно тој ќе биде председател со таа реторика. Значи, Јас Не, мислам, дал Мицковски ќе се реши на него, бидејќи тоа ќе биде... Па да, гледате, радикална. Добро, да прашам, а не е ли логиката на Мицковски всушност, сега те прашувам и како председател на партија и бивши председател на ВМРО ДПМН, обидот да се фатат што повеќе гласови, да се фата и до крајната десница, да Саше, се одземе од левица, да. страф од левица, исто така. Саше, сето тоа е така. Ама сега ти како политичар треба да мислиш што утре кога ќе победиш. Како ти ќе рачната ставиш на тоа? До сега, значи, нон-стоп секој ден слушаме каква е тоа катастрофа ако влезат бугарите во Уставот и утре ти да кажеш, сега не е проблем Што се веќе тоа. случи кај тебе кога ја го промени курсот на партијата од националистичка со Кичевскиот конгрес кога ја прогласи Саше, за демохристијанска Борјан, партија? најрационално сватев дека без албанците не може да се прави влада. Значи јас велам, најголемата моја политичка грешка е што 90-та година албанците ми бараат само 2 министри. Само 2 министри. И јас, нели, И тоа е една домаќинска партија каква што и тоа е на ПДП, и тоа ПДП, тоа исто неколку пати сум го кажал. Македонија цела и левицата и десницата и сите ние не знаевме каква вредност е ПДП. Сега ги гледаме после многу години. Па ПДП прво од интелектуален нели аспект кој ќе ги земеш луѓето, па и до нивните ставови кои ќе ги погледнеш сега колку биле, како да кажам, умерени, конструктивни, не така. Значи, Панарити Бајдеви кои сите го памтат како е амбасадор во Софија кој најмногу се залагал за правата на македонците. Сите тие, значи, работи се грешки, значи и треба јас сакам да си ги признам. Груевски го контролира Мицковски. Дека тука свашта слушам. Гледайте, и јас слушам разни приказни. Исто знам дека Мицковски се обидува да ги убеди луѓето дека он нема никаква комуникација. На крај краишта Борен мене, значи не ме интересира дали они комуницираат или не комуницираат. Јас гледам дека он ја води неговата политика горе-доле иста. Тука ми е Груевски е ова негов автентичен политички израз. Тоа не можам тука лишо нов на политичка сцена, не го спознававме порано како политичар. Не можам тоа да го дефинирам до крај, меѓутоа мислам дека значи он горе-доле се копира, иако има некои нијанси. Сега, значи, Груевски отиде во антиквизацијата, меѓутоа никогаш не сум го чул па дека се откажал од Ванчо Михајлов, дури имаше неколку чекори, вие гледате, таму направи куќа во Штип на кај што Ванчо Михајлов овде во музеот го стави. Дури имаше некакво чувство за таа врска со историското ВМРО. Мицковски го повтори, вада Ванчо Михајлов ставот. Сега прво направи проблем, па после најверојатно таму некој му кажале, слушај бе, немој сега, ние сме. Од ова што слушам, практично ние ќе останеме во тие конвулзии и понатаму. Да, ќе останеме. Еве, на пример, сепак со целиот твој, како да кажам, со реномето меѓу десницата, со минатиот труд и така натаму, твојата партија не успеа да се наметне како сега нова некаков коректив водилка и така натаму. Видите, Саше, знаеш кај што е работата. Луѓето веќе, за жал, не ја гледаат идеологијата. Некако сите се лукративно вразени. Едни клиенти, едни наоѓаат. Значи, ако председателот на општински во центар ти е од СДСМ, ти си СДСМ, ако ти е од ВМРО комшијата, ти си ВМРО,
Ако те вработил СДСМ, ти си со СДСМ, ако имаш бенефиција од ВМРО. Ама елитите во партиите. Елитите треба да диктираат политика во интерес на државата. Така се сложувам. Слушај, ние сега што имаме? Ние имаме ситуација кај што политичарите сакаат да се додворат на некои гласачи, Абе не е тоа лидерот. Лидерот треба да кажува како треба да мисли гласачот. Операцијата им го прави пијан. Па така е, значи Тоа инаку на англиски се вика governing by the polls, not by the goals. Па што е лидерството? Лидерството е Визија. Да кажеш некој правец кој ќе ти донесе противници, ама ти си направиот пат, нели? Така е прогресот на целото човештво. Така е прогресот и на Македонија. Дали всушност не сме соочени, инаку разговараме со Љупчо Георгиевски, да го кажем ова бидејќи радио се вклучува и во. Да. Дали не сме соочени всушност со може би некаква промена на политичка генерација, доаѓаат генерации кои што ги гледаме овие во СДСМ, тоа се млади луѓе, тоа секогаш е добро да има млади луѓе, туку не памтат, не ја знаат историјата на настани од пред 30 години сега ја пативме од 18 век, 19 век. Дали не се соочуваме со таква плиткост, со една бизнис менеджмент структура која зборот плиткост мислам дека ги одразува новите политички структури. Значи, плиткост во две насоки. Плиткост да речеме и лична памет, нели? Едно е ти да си сведок на нешто што се случувало 85-та, нели, распад на Југославија, па почетни како се ствараше Македонија, како се создаваше и сето тоа. Значи, едно е ти тоа да го немаш во твојата лична меморија, едноставно да не го памтиш. А и втора работа, мислам дека доаѓаат некои генерации кои едноставно нема таква интелектуална глад како што имавме ние на времето. И тој интелектуален глад не им бори ништо за ништо така да дознат. Ова плиткост подеднакво важи за ЕЗС. За сите. Може би тоа знак на новото време, може да е сега така. Значи, он е помајстор од мене на компјутер, нели? Игрите ги владее прекрасно. Ја пред некое време дознав дека има некој свет кој се нарекува NFT свет. NFT свет. Имаш најразлични светови, мета универзуми, не знам што. Сега и ChatGPT е. Сега тоа се обидам сега тоа да го смапам што. Значи нивното знаење и интелектуална глад е во тие сфери. И тоа е можеби нешто добро ќе донесе, нели? Всушност тие сфери помагаат да останеш површен. Ама од другата страна, од другата страна, кај што се да речеме, тука едноставно има празнина. Да речеме, што забележувам, Саше? Значи, пред 30 години, ние ги знаевме сите имени авторитети, професори, да речеме, на економски факултет, на медицина, на правен факултет. Денеска имаш толку многу магистри, толку многу доктори на науки. И јас кога ќе видам некоја личност, вика доктор, професор таму, а јас прв пат сум го видел во животот. Значи, сега тоа е исто некој знак. Релативизација. Една релативизација на целиот тој свет. Или пообратно, може и нема медиуми кои знаат да го препознаат. Или па не за тоа да го дадат шанса, точно е така, да. Меѓутоа, има една интелектуална празнина која мислам дека се чувствува во општеството. Ја и Сашо тука дојдовме од еден муабет што го имавме. Беше off the record. Off record, темата беше, не кажуваме, така. Кој биле, што биле? Бехтел Јенка, ова коридорот. Значаен коридор, стратешки, од секогаш бил оценет како стратешки. Како се чини тебе целата оваа фрка околу? Борен, морам ти кажам дека нашиот пратени Балковски гласа против тој закон, против законот од повеќе причини. Не навегувам во тоа дали има корупција или нема корупција, тоа е тема која не сакаме да експлоатираме. Меѓутоа, прво очигледно финансиски тоа е многу голем залак. Значи,
најмалата цена која ќе биде околу 1.800.000.000 А добро, плачеме евра. автопат да има, зашто немаме ама автопат, зашто сега немаме вака. автопат, сега или сега не ќе. Прво, ама не, сега се поставува прашањето дали Македонија треба да потроши, да земе заеми за 1.800.000.000 еве за тие делници на автопат. Добро, сите држави кои ги прават тие големи инфраструктурни проекти, сега. земаат кредити и така. Да, ама сега вака, ако влеземе во Европската унија, тоа Европската унија ќе ни го направи без пари. Во Бугарија, во Романија, во Грција, тие сите важни автопатишта Европската унија ги прави со нивни донации. Тоа е едната димензија на проблемот. Втората димензија на проблемот, значи сега ние од 90-та година се обидуваме да градиме еден систем заедно со Европската унија, сите тие закони се донесени по угрнекот на Европската унија. Сега ти одеднаш велиш пупу сите овие закони не важат. Ќе имаме специјални закони. Ќе одиме специјални закони, знаете. И сега, знаете, целиот тој систем, значи, сега, вие да сакате еден потпорен зид да ставите во градот, треба да направите проект и да идете да ви го одобрат. Сега, ти цел автопат градиш без проект. Значи, има многу прашање кои едноставно системот ни го прават каша на некој начин и сега се поставува прашањето дали тоа треба на таков начин. А да не зборувам за самата оправданост. Јас знам дека ние кога се обидувавме некои автопатишта да ги градиме, знам секогаш имаше некоја мерка, не знам колку автомобили треба да поминат Поточно, да. поточно за да се прави. Да, ја мислам дека тоа исто така е далеко од инаку немаше да ти дадат кредит. И тоа знам у тоа време само овој поминуваше Тетово Гостивар, Скопје Тетово Гостивар. Ние еден друг пат во Македонија не го полагаше тој испит. Сега дали има повеќе возила, нема повеќе возила и сето тоа. Значи, ако треба да потрошиме 1.800.000, мислам има порационални начини како треба да ги потрошиме тие. Љупчо Георгиевски, ние би можеле вака и до следното издание да споиме две. Благодарам за ова прво гостување. Мислам дека има доволно интересна содржина да навистина биде слушано. Јас сум Сашо Рановски. Добро, благодарности од мене до нашиот прв соговорник кој се одзовака на прва, како да кажам. Така е, без никаков проблем. Покана и поздрав и од мене Боријан Ивановски. Боријан, што да правам, националните телевизии не ме викаат, 8-24 часа. Па демократија, како? Знаете дека на МРТВ не сум од 2002 година не сум се појавил. Што е тоа да прашам? Главната националната. Од 2002 година не сум повикан. Па, добро, тоа отприлика се помогува со... Доаѓа една влада, против сум доаѓа, друга против, така. Љупчо Георгиевски вечно против. Имаме плани за втор соговорник, не кажу. И за трет, ама ќе дознаеме со тек на време. Благодарам, Љупчо. Ви благодарам. Што не слушаме. Благодарам.